Good evening. This is Peter Vrtkovski on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и најновите соопштенија. Женската секција овде во Ньюкастел организираат забава по повод 8 март, Денот на жената, и тоа во недела на 13 март во нашиот Македонски културен центар со почеток во 11 часот пред ручек. На денот ќе има одлична музичка група со Сонја Динамик од Сидне и Зоран Стефановски. Ќе има 4 врсти фокус мил јадења. Исто така ќе има богата лотарија. Цената за овај ден е $70 по лице. За деца од 6 до 12 години плаќат $25 и ќе имат 3 врсти јадења. За деца од 6 години помали влегуваат бесплатно. За карти јавете се кај Ленче Нечовска на 0410 634310 и кај Сув Бошев на 0414 417207. А за карти може да си земите петок од 6 до 7 часот на вечер во црковната сала. Важно соопштение од управата овде во Ньюкасел дека чланарината за ова 2022 година може да се платите по $10 по лице. Исто така и пензионерското друштво Гоцеделче јавуваат за чланарината за ова година, исто цена по $10 може да се платите до крајот на март месец. Пакети за Македонија. За празни пакети може да се јавите кај Стив Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стив во сабота на 9 и недела на 10 април. И уште едно соопштение од управата на македонската заедница овде во Ньюкастел дека во нашиот храм се одржуваат редовно служби за сите верници како и порано. Сите се добро дојдени. Да проследиме нешто од вестите. Мицковски вели: македонскиот народ е промакедонски, а не проруски. Пендаровски да не го вели народот, да не го дели. Треба ние заедно со нашите сојузници да го гледаме нашиот интерес, порача лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во вчерашното гостување во емисијата Јади Бурек на ТВ Сонце, зборувајќи за руско-украинската состојба. Мицковски е децидент и вели дека македонскиот народ е промакедонски, а не проруски, како што политичарите од власта го делат, укажувајќи дека него лично го интересира македонските интереси и на македонската држава. Мицковски вели: јас ги разбирам граѓаните кои што во револт на овие
а национални политики кои што се револтирани поради сето она што се случуваше изминатите години, промена на име, насилна промена на власт, узурпирање на власт, многу криминал и корупција, нелегитимен премиер инсталиран во знак на револт, секогаш ќе бидат спротивни во тоа што овие нелегитимни и невлијателни политичари ги рефлектираат во јавноста. И затоа никако не можам да се сложам, ниту пак можам да поддржам една таква теза дека македонскиот народ бил проруски. Не, македонскиот народ е промакедонски, а тоа што овие политичари немат ништо македонско во нив, тоа е друг проблем и тоа е суштината, потенцираше Мицковски. Мене ме интересираат интересите на мојот народ, на македонскиот народ и на мојата македонска држава. И ме интересира како тоа 100 македонски граѓани, половина уште остана таму, не може да си ги донесат тука, а ќе одела Славјанка да војува, вели Мицковски. И нешто друго од Мицковски. Тој вели, со мене нема матни дилови. Јас ова го правам со чест и чист образ за мојот народ и за мојата земја. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски гостуваше во емисијата Јади Бурек на ТВ Сонце, каде зборуваше за актуелните случувања во Македонија. Едно од прашањата на водителот беше дали некој од актуелната власт му понудил дил за предавање на власта во замена актуелните политичари на власт да не одговарат или да избегнат одговорност за катастрофалната состојба во која ја доведува државата, почнувајќи од енергетската криза како и ценовниот шок. Мицковски беше дециден и кажа дека тој не е човек кој прави дилови, ниту политички, ниту пак било какви други. Не сум човек кој прави дилови, ова работа не е работам за дилови, туку ја работам за историја. Така почнав и предпоставувам, така ќе го завршам мојот политички живот. За да еден ден дојде некој мој правнук и да каже тој ми беше дедо, ете, за тоа јас ја работам ова работа. Не ја работам за дилови и со мене дилови не се прават, ниту политички, ниту било какви други. А ги имало многу кои ги обиделе за права секакви дилови со мене, истакна Мицковски. Мицковски додаде дека ако би правил такви дилови, тогаш неговото име не би имало место во историјата. И уште едно соопштение од Мицковски. Тој вели, ќе им се случи народ, ќе дојде часот за улица. Некој ќе рече на овие им е само до власт, но не ни е само до власт, ако така гледаме, можеби ние сега сме во најкомотна позиција, 2 пати поголем рейтинг, 50 општини, не еве ќе дојде денот кога ќе го повикаме народот, јас лично ќе го повикам, народот против ова корумпирана, криминализирана и неспособна и анационална власт. Многу скоро ќе дојде тој ден, вели председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во интервју во емисијата Јади Бурик на ТВ Сонце. Мицковски вели дека ќе побара поддршка и од медиумите и од сите граѓани масовно да излезат и да покажат пркос што навистина мислат граѓаните за ова владење на владата на СДСМ. Ќе побараме и општествена поддршка од вас, од луѓето кои што се креатори на јавното мислење. Ако мислите дека е вака добро, тогаш јас сум бил во заблуда. Ако не, придружете ни се да излеземе сите масовно да покажеме пркос, да покажеме што мислиме, изјави Мицковски. На прашањето што смета тој за предвремените парламентарни избори, со оглед дека СДСМ не прифаќа, Мицковски потенцираше дека власта е исплашена, бидејќи ќе им се случи огромен пораз. Тие се уплашени од својот страв. Тие се двојно уплашени. Како ќе се согласат кога они знаат што ќе им се случи? Ќе им се случи огромен пораз. Децидент е Мицковски. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Среќен и весел роден ден. На нашата многу мила и сакана ќерка Ния Рајс со наискрени желби и честитки и го честитаме првиот роден ден, како и добро здравје и весело детство. Овие убави честитки од се срце се посакани од тато Јовче и мама Викторија Филиповски.
site pejat, site bela denes ti je ronden. Ajde pesna da zapeš, ajde oro da zaigraš, denes ti je deno da se veseliš. Srećen rođendan, hej, hej, srećen i vesel da budeš, ti čestita me, ti posakuva me. So drugari, druga kironi veseli, makedonska pesna da vikne me. Čestitki, čestitki, bakneži, čestitki, bakneži ti podarujvame. Tako vesel pesna peje, majka napred orovodi, site denes pijat i se veselat. Srećen rođendan, hej, hej, srećen i vesel da budeš, ti čestita me, ti posakuva me. So drugari, drugari rondini veseli, makedonska pesna da vikne me. Rođendan što ima, srećen i vesel da go dočeka. Vidi srećen, vesel denes, sretni mladi godini, da dočekaš ušte 100 rodendeni. Srećen rođendan, hej, hej, srećen i vesel da budeš, ti čestita me, ti posakuva me. So drugari, drugari rondini veseli, makedonska pesna da vikne me. Со песната Керко моја, со најсакани срдечни топли честитки по повод првиот роденден на нашата многу сакана и мила внука Нија Рајс Филиповска испраќаат дедо Илче и баба Елизабет, како и тета Наташа, сите Филиповски. Исто така и честита добро здравје, убава среќа и среќни, весели, безгрижни дечки години со сите најблиски.
Site ги помислив, нема да ги кажам, малку ќе ви помогнам, сладолет и плажа. Роден ден е денот што го чекаме, цела година, цела година. Роден ден е денот што го сакаме, најмногу од се, најмногу од се. Мама тортата ја направи, тато барбика ми подари. Дојдете другарчиња, на приземле во кулата. Во кулата. Роден ден е денот што го чекаме, цела година, цела година. Роден ден е денот што го сакаме, најмногу од се, најмногу од се. Со песната Среќен роден ден. Среќен првиот роден ден, како и многу среќни, весели, безгрижни дечки години на саканата братучеда Нија Рајс Филиповска и честитаат Чичо Пеце, Нина Ребека и многу саканите братучеди Ноах и Ојзек, сите Филиповски. Ovoj den za tebe najljubav den, denesite ti velat srećen roden den, site najmili tvoji, denes tuga sme i na ljubavi želbi za tebe imame. Srećen roden den, srećen roden den, neka srećen ti bude tvoj roden den. Srećen roden den, srećen roden den, neka srećen ti bude tvoj roden den. Sreća i radost vo sekojnov den, i najmnogu ljubav ti daruvame. Podarci dobino svega ere, site na glas da ti zapeme. Srećen roden den, srećen roden den, neka srećen ti bude tvoj roden den. Srećen roden den, srećen roden den, neka srećen ti bude tvoj roden den. Tortata stigna сега zamižiti i na ljubavi želbi ti zamisli si. Plavo povdiši i zadrži zdih, сега duvame site na jedan, dva, tri. Srećen roden den, srećen roden den, neka srećen ti bude tvoj roden den. Srećen roden den, srećen roden den, neka srećen ti bude tvoj roden den. Srećen roden den, srećen roden den, neka srećen ti bude tvoj roden den. Со песната Среќен роден ден на нашата поштована сакана внука и братучеда Нија Рајс Филиповска и го честитаме првиот роден ден. Воедно и посакуваме да има добро здравје, убава среќа и весела дечка и днина. Сето тоа го честитат тета Кате, тетин Елајджа и милата братучеда Мила. Со истата народна песна на прв внучето Нија Рајс и го честитаме првиот роден ден со желби за добро здравје, убава среќа и весели среќни дечки години со незините најблиски. Овие се желби посакани од предедото Живко Филиповски со фамилијата и предедото Димче Талевски со цела негова фамилија од убава Битола.
sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna. Srećen da je roden den, nazdravi za sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna. А сега, почитувај слушатели, ќе слушнем една нова убава песна од групата Инструментал бенд од Битола. Песната носи наслов "Се посврши сер без донка". Да ја слушниме. Уште една песна убава од групата Инструментал бенд Битола. Дојди лено на перниче бело. Да ја слушнеме. Doјди Милено, кој ке ме згребе
Za tebe sine živejam, za tebe sine postojam, da te gledam kako rasteš, gordost moja ti si mi. Za tebe sine živejam, za tebe sine postojam, da te gledam kako rasteš, gordost moja ti si mi. Rasti, rasti, sine moj, najsrećene tatko tvoj, moja krv si, moje zlato, sonce na ljubavo. Rasti, rasti, sine moj, najsrećene tatko tvoj, moja krv si, moje zlato, sonce na ljubavo. Sve što sakam sine moj, on su ljubov daje domo tvoj. Tur se tatko majka živi, kego imaš sine ti. Sve što sakam sine moj, on su ljubov daje domo tvoj. Tur se tatko majka živi, kego imaš sine ti. Rasti, rasti, sine moj, najsrećene tatko tvoj, moja krv si, moje zlato, sonce na ljubavo. Rasti, rasti, sine moj, najsrećene tatko tvoj, moja krv si, moje zlato, sonce na ljubavo. ja sakaš, moja ta ljubov, ne ja sakaš, moja ta mladost, ti gi sakaš, moj te pari iz kapidarovi. Ne ja sakaš, moja ta ljubov, ne ja sakaš, moja ta mladost, ti gi sakaš, moj te pari iz kapidarovi. Grešna žena stana ti, sve što dobi izgubi, sve što dobi izgubi. Grešna žena stana ti, grešen čovek stanav ja, sve što imav prokocka, sve što imav prokocka. Grešen čovek stanav ja. Znam će dojdeš da me moliš, ovde nema da me najdeš, ti me najdeš na daleku, po tuji pregradki. Znam će dojdeš da me moliš, ovde nema da me najdeš, ti me najdeš na daleku, po tuji pregradki. Grešna žena stana ti, sve što dobi izgubi, sve što dobi izgubi. Grešna žena stana ti.
човек станав јас. Се што имав прокоцкав, се што имав прокоцкав, грешен човек станав јас. Дење одам по кафани, ноќе скитам по барови, ноќе скитам по барови со моите другари. Дење одам по кафани, ноќе скитам по барови, ноќе скитам по барови со моите другари. Грешна жена стана ти, се што доби изгуби, се што доби изгуби. Грешна жена стана ти, грешен човек станав јас. Се што имав прокоцкав, се што имав прокоцкав, грешен човек станав јас. А сега, почитувани слушатели, да проследиме нешто од Мала Преспа. Дел од вистината за Мала Преспа. Мала Преспа или Долна Преспа, како преспанци ја нарекуваат, е географска област покрај југозападниот брег на Преспанското езеро. Целата област се состои од 10 села кои што се организирани во општината Пустец. Селото Пустец е пак најголемата населба, а истовремено е и седиште на општината, чиј градоначалник и сите членови на Советот на ова, за жал, единствена македонска општина се етнички македонци. Интересно е да се спомени дека грбот на општината го содржи древниот македонски символ 16 здрачното сонце од Кутлеш, палатица Виргина, над кое стои двојазичен надпис на македонски јазик општина Пустец, а под него и на албански јазик. Мала Преспа како нераскинлив дел од Македонија беше даден на Албанија по потпишувањето на Версајскиот мировен договор во 1919 година. Со овој договор заврши поделбата на Македонија меѓу Србија, Грција, Бугарија и Албанија и започна ерата на деционализација и присилна асимилација на македонскиот народ. Денес македонците во Албанија имаат далеку поголема слобода и човечки права од македонците во Грција и Бугарија. Меѓутоа, сепак тие се недоволни, а се уште постојат бројни прекршувања на човечките права во Мала Преспа, Гора и Голо Брдо и на други места каде живее македонско население. Инаку се смета дека Благој Попов, како председател на извршниот совет на собранието на Република Македонија, бил првиот државник кој официјално ја посетил Албанија во октомври 1980 година. Тоа било прва средба на висок представник на тогашна Југославија со македонците во Пустец и околните населби кои по 32 години затвореност се сретнале со македонец од Слободна Македонија. Во тој период и покрај тоа што било запишано во една декларација дека на македонците им се гарантира заштита и развој на националната култура и традиции, потребата на мајчиниот јазик и равноправноста во сите облици. Меѓутоа, во суштина македонците во комунистичка Албанија не ги уживале ниту елементарните национални права.
Тие биле изложени на интензивна денационализација, изолација и албанизација. Единствено во регионот на Мала Преспа, во селото Пустец, во првите одделенија на основното училиште наставата се изведувала на македонски мајчин јазик, но во повисоките одделенија, како и во средните и високите школи, македонскиот јазик воопшто не бил застапен за разлика од застапеноста на албанскиот јазик во сите образовни институции во Република Македонија. Според тогашните податоци во Долна Преспа се вели дека имало 10 села со околу 5000 исклучително македонци. Дека појавата на маларични туберкулозни заболувања била искоренета, а смртноста на доенчината намалена, дека биле освоени многу нови обработливи површини, изградени нови плантажи со овошје и лозја, кои се наводнувале и дека било развиено стопанството и риболовот. Во селото Пустец, како пак имало пошта, универзална продавница, сала за приредби во која се држувале и кино представи, дека вработените во кооперативната добивале плата по 10 до 12 лека дневно, дека секое семејство имало право на земја на која се садело зеленчук и лозја, што обезбедувало семејството да има вино и ракија за сопствените потреби. Исто така во документите се вели дека немало неписмени и дека покрај 8-годишното училиште во селото Пустец, во другите села имало 4-годишни училишта во кои наставата се изведувала на македонски јазик. Во училиштето работеле поголем број учители македонци, а само 2 биле албанци. Исто така во тој период од Мала Преспа имало 17 македонци студенти на разни факултети во Тирана и Корча, и дека поголем број македонци стекнувале факултетско образование и како лекари, агрономи, економисти и правници. И после тоа нашле вработувања во повеќе места во Албанија. Во Пустец пак имало болница која била нов објект и за селски прилики голема на преземје и на кат. Имало амбуланта во интерно акушерско и стоматолошко деление, како и аптека, а лекарите, сестрите, фармацевтите и другите вработени биле македонци. За Пустец и другите населби, не само локалните жители, туку и албанските раководители од Корча, говореле дека таму живеело чисто македонско население и дека немало ниту еден албанец. Меѓутоа, сите јавни информации, надписи и пароли со исклучок на 2-3 пароли биле испишани на албански јазик. Така називот на селото бил променет од Пустецво Ликенас. Меѓутоа, веројатно вестината е поинаква, бидејќи македонците од Мала Преспа со децении очајнички се бореле за преживеат како земјоделци и сточари, како лавови, се грижеле за своите семејства да обстојат како македонци и покрај тоа што нивните имиња биле поалбанчени. Тие се бореле да ги негуваат вредностите на националната самобитност на македонскиот народ. Накусо останаа македонци на својата земја и огниште, со свој мајчин македонски јазик, македонска култура и традиција, како и историја и македонски нишани. Во Мала Преспа и во други албански градови има голем број македонци кои се врвни интелектуалци и поставени на различни општествени и други позиции и кои се дел од сегашниот и идниот прогрес на Албанија. Затоа ќе направиме скромен обид да се презентира одреден број од тие познати и признати личности кои ќе осветлат дел од вистината на националното и културното живење на македонскиот народ од другата страна на Преспанското езеро и Мала Преспа на поделена Македонија. Да ги проследиме соопштенијата. Женската секција овде во Њукасел организира забава по повод 8 март, Денот на жената, и тоа во недела на 13 март во нашиот Македонски културен центар со почеток во 11 часот пред ручек. На овој ден ќе има одлична музичка група со Сонја Динамит од Сидне и Зоран Стефановски на кларинет. Ќе има 4 врсти фолкос мил јадења. Исто така ќе има богата лотарија. Цената за овој ден е $70 по лице, за деца од 6 до 12 години плаќа $25 и ќе има 3 врсти јадења.
а за деца од 6 години помали влегуваат бесплатно. За карти јавете се кај Ленче Нечовска на 0410 634310 и кај Су Бошев на 0414 417207. И карти може да си земите во петок од 6 до 7 часот навечер во црковната сала. Важно соопштение од управата овде во Њукастел дека чланарината за ова 2022 година може да се платите по $10 по лице. Исто така и пензионерското друштво Гоце Делчев јавуваат за чланарината за ова година може да се платите исто по $10 до крајот на месец март. Пакети за Македонија. За празни пакети може да се јавите кај Стив Колтовски на 49 68 4649, а полните да ги донесите кај Стив во сабота на 9 и недела на 10 април. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминатите 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.